12-тиот поред републички надпревар во играње табла на телесно инвалидизирани лица денеска се одржа во ресторанот Електра во Тетовска Брвеница. Настанот е во организација на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност за Тетово и Гостивар, а на него беа присутни учесници од 14 градови од цела држава. Атмосферата беше надополнета со музика и вкусна храна, а за најдобрите тројца од надпреварот следуваа и пригодни награди. Ова ми е традиционална 12-та година републички надпревар за телесно инвалидизирани лица на Република Македонија со поддршка на Мобилност Македонија, нашиот сојуз. И еве како што гледате, како што видовме, како што сега пратам, е одлично се надпреварува. Имаме присутни 14 града од цела Република Македонија. Со тоа што играме систем таблата. Табла и апс, некоја вика третата, систем елиминација, при крај се. Доделуваме традиционално награди. За прво место пехар, за второ место табла, за трето место кило ракија. Така не е редот, така сме решили. А оваа година, поготово ми направи чест, градоначалникот на општина Тетово, Билел Касами, со неговите придружници, другари, соработници, да не спочитува. Градоначалникот на општина Тетово, Билел Касами, кој присуствуваше на настанот, во изјава истакна дека општината ќе преземе напори за обезбедување инфраструктура со цел полесен пристап на оваа категорија граѓани до институциите. Ние као општинска власт сме во блиска соработка со нив да им помогнеме, да им го улесниме животот. Општина Тетово до сега за жал нема инвестирано во инфраструктура за на ова категорија на граѓани да им овозможи полесно да се движат по градот, по институциите, особено од локална власт. Ние веќе имаме проект кој се надеваме дека ќе најдеме финансии да го финансираме и да го реализираме во делот на обележување на градските институции, локалните институции, патиштата и другите јавни објекти за да можат сите граѓани да пристапат до нив. Сигурно дека во идниот период ќе работиме блиско со Сдруженијето за да им овозможиме подобри услови во канцелариите каде што работат и во соработка со програмата која ја имат за следната година во делот на активностите кои ги имат као здружение. Не сме до толку, како да кажам, задоволни од досегашната соработка, но сигурно ветуваме дека во иднина ќе бидеме во нивна блиска соработка и ќе им помогнеме да им го улесниме животот.